Битолчанецот Зоран Тарашовски, 23 години, работел во битолскиот индустријски гигант за фрижидери Фринко. Вели дека откако фирмата пред скоро 2 децении замина под стечај, остана околу 50 неисплатени минимални плати, придонеси за осигурување и испратнини за тие што биле прогласени за технолошки вишок. Заради тоа, дел од поранешните вработени во Фринко од Битола, во центарот на градот, почнувајќи од вчера па се до петок од 11 до 14 часот, ќе собираат потписи со цел да бараат од државата да им ги исплати сите неисплатени плати и придонесите. Треба да не се исплатат негде 46 плати. Наводно парите стоеле во Стопанска банка АД Битола и за тоа сега бериме потписи за парите да не се исплатат. До кога ќе трае ова, се уште не можам да ви кажам. Така, каде планирате да ги доставите овие потписи? Побаравте одговор, што ви викаат? Ние овие потписи ги побаравме од мислам представникот што ни е од Фринко и од стечајниот судија што е во судот. Се луѓето сите знаат дека снимале пари и затоа се собравме, си ги бараме нашите пари. Во поранешната фабрика за фрижидери Фринко од Битола имаше околу 950 вработени. Само денеска до пладне се потпише околу 140 на бивши вработени, со цел да го добијат назад она што им следува. Пари бараме, нешто ни дадат, ако не, ни тоа ќе за пари чекаме. Да се потпишеме, за тоа дојдовме. Така, колку пари вас се вочат? Не знаеме, душо, не знаеме. Да знаеме, арно, ма не знаеме. Се ни реко да се потпишеме, па ќе барат синдикатот да видат што имат, како имат. Поранешните вработени во фирмата за фрижидери Фринко од Битола се надеваат дека преку собирањето на потписи ќе го наплатат барем минимумот од она што го сработиле пред повеќе години. Инаку поранешната фирма Фринко во 2007 година е продадена за 638.000 евра.